Следите трилинка во продолжение. Од замрзнат во воскреснат. Од големи надежи до црно петно на македонската енергетска стратегија. Така би можело да се квалификува 3-децениската потрага, кога, кој и со чии пари би можел да се гради хидросистемот Чебрен-Галишта. Се бара чаре за Чебрен. Засега француската ЕДФ и јапонска компанија пројавиле интерес за хидросистемот. Премиерот Мицкоски во Давос ја осозна информацијата дека на светот ќе му недостига електрична енергија. Како до новите инвестиции во зелената енергија? Што е со изградбата на ветропаркот во Штипско? Што требаше да го гради Алказар Енерджи? Во ово издание на тренинг со говорник универзитетскиот професор од Битолскиот универзитет Дејан Трајковски. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам што дојдовте во Битол. Добре дојдов, благодарам на поканата. Професор Трајковски, најпрво да почнеме со последната реакција. Дали и зошто пропаѓа пропагандистички најавениот ветропарк? Тука се работи за инвестицијски фонд регистриран во Луксембург, а менаџиран од Дубај. Инаку не тврдам ништо, туку коментирав информација од медиумите според кои инвестицијскиот фонд се откажал од изградбата. Не знаеме дали е тоа точно, меѓутоа нашето неформално здружение на инженери се обрати со барања за јавни информации до некои наши институции и добивме некои информации кои покажуваат колку сето тоа заправо несериозно се води. Имено од генералниот секретаријат на владата ни одговорија дека никогаш не се разговарало на влада за никаков ветропарк. И не упатија на Министерството за енергетика, наводно тоа било во нивна надлежност. Меѓутоа, пред неколку денови, Министерката за енергетика кажа дека изградбата на електрични централи не е во надлежност на Министерството, односно нивна надлежност е само преносот, практично само БЕПСО. Значи, очигледно Министерство, ниту влада, ниту собрание не дискутирале за овај капитален проект. Инаку, да се подсетиме предходната влада, предходната власт, колку многу се мачеше за да го истурка проектот за Чебрен и Тиквеш, кога согласно законот за стратешки инвестиции, тоа требаше да помине прво во собрание, така па се мачеа со најразлични дозволи, на крај им пропадна целиот проект. Во овој случај ниту собрание, ниту влада, ниту очигледно Министерство за енергетика ништо не заклучило, туку најверојатно станува збор токму за некој пропагандистички проект. Понатаму ни беше одговорено од владата дека ниту никаква концесија не е издадена, ниту па земјиштето е продадено. Значи, очигледно тоа е толку далеко од било каква реализација. Многу интересен одговор добивме од државниот МЕПСО, кои ни соопштија дека Алказар Груп фактички нема добиено никаква нова дозвола за инсталирање. Туку се повикуваат на некаква стара дозвола од 2009 година на поранешна шпанска компанија која сака да инвестира во истиот ветропарк. Меѓутоа, таа компанија од 2017 година, ако не се лажаме, во стечај и ликвидација. Бидејќи Алказар Груп не ја купил таа компанија, не може да се повикува на никакво право на незините лиценци. Тоа е уште еден доказ колку несериозно целата оваа поставка се води. Во вашите реакции правите паралела дека политичките популисти како повторно да воскресна, слично со наводените инвестиции од индискиот милиардер Субрата Рој. Дали сите овие најавени инвестиции се во насока на прибирање политички поени и она што и на почеток го спомнавме, пропагандистички да се најавуваат инвестиции големи, а потоа од сето тоа ништо да нема? Дел од тие најавени инвестиции веројатно така ќе завршат. Меѓутоа, уште полоше ако навистина се реализираат и државата се лиши од своите природни ресурси во име на странски приватни профити. Неопходно е државата самата да инвестира, да гради своји електрични централи, бидејќи тие се столб на енергетската сувереност. И тоа не може да се изрази во никакви пари. Тоа на секој му е познато. Меѓутоа, оно што може да се изрази со пари е тоа што државата, предавајќи ги овие електроенергетски капацитети на странски приватни инвестицијски фондови и приватни инвеститори, се откажува од нето добивката. Наместо добивката да заврши во нашиот буџет,
и на тој начин да се намалува и буџетскиот дефицит, да се намалува и задолженоста, вака државата нема да добие ништо, профитот ќе се одлее надвор, во странство, и ние како граѓани и како држава нема да добиеме ништо. Но професор Трајковски, клучното прашање е дали Македонија има капацитет финански сама да ги држи, да ги работи, да ги прави овие енергетски капацитети што ги имаме. Ќе одговорам и на тоа прашање, само да се доискажам. Давањето на овие капацитети на странски приватни инвеститори нема да донесе ништо добро ни за граѓаните. Бидејќи ако државата гради, државата може да ја спушти цената до сама граница на рентабилност и граѓаните да добијат ефтина струја. Додека ако градат странците, нивната цена ќе биде како на берза. Значи, од сегашните нивоа, од 65 евра по мегават час, сигурно ќе дојде на 110-120 евра. Сега, дали државата може да гради? Тука е многу важно да разграничиме што подразбираме под градење. Ако мислиме на физичко градење, градежни работи и така натаму, секој може да гради. Може и зградбата се даде на тендер, па најквалификуваната компанија да гради. Меѓутоа, ако мислиме под инвестирање, тогаш одговорот е јасен. Државата мора да биде таа што ќе инвестира. Бидејќи само тој што инвестира и стопанисува, тој го прибира профитот. Имавте одредени дилеми што е поприоритетно, за разлика од некои други кои велат дека треба конечно да започнеме со Чебрен, а други пак сметаат дека пругата сега треба да ни биде приоритет. Вие тој став не го делите. Чебрен не е некаков лек за нашите енергетски болки. Бидејќи Чебрен може да произведе само 250 гигават часа годишна енергија. Тоа е капка во морето на нашите потреби од 2000 гигават часа. Освен тоа, Чебрен е многу скап проект. Вистинскиот проект во енергетиката, кој нас ни треба, е Вардарска долина, проектот со 12 хидроцентрали. Бидејќи таа може да донесе да произведе 1309 гигават часа електрична енергија годишно. Значи, 5 пати повеќе од Чебрен. А цената би била само 2 пати поголема од Чебрен. Сега, за разлика од Вардарска долина, Чебрен би имал и посебно за складирање до 800 гигават часа енергија годишно од фотоволтаици, од ветерни централи. Меѓутоа, и тука тој не е оптимален. Бидејќи долната акумулација на Чебрен, Орлов камен, има способност за складирање на вода само за околу 2,5 до 3 гигават часа енергија, што е многу малку. Нас ни требаат многу повеќе, најмалку 15 гигават часа, доколку Македонија еден ден се реши целосно да премине на обновливи извори на енергија. Меѓутоа, професор, клучното прашање не ми го одговорите. Велите подобре да остане во сопственост на државата во однос на Чебрен, но прашањето е, имаме ли ние финански капацитет тоа да го реализираме, било да е за Чебрен, било да е за Вардарска долина, или сепак треба да го дадеме странци? Сега општо ќе зборувам, не за Чебрен специфично, за било кој енергетски капацитет, ние можеме да најдеме финансирање и тоа да се финансира на кредит со 15% учество. Бидејќи се работи за обновливи извори на енергија, доколку конкурираме кај европските банки, тука ќе има и голема грант компонента од 35%, што значително ќе поевтини изградбата. Значи, токму тие причини не сме Македонија да го препушти инвестирањето на странски приватни инвеститори, бидејќи има начин да се дојде до пари. За милиарда евра капитални издатоци, доволно е 15% учество, односно само 150 милиони евра. Македонија од буџетот секоја година толку може да одвои. Остатокот се обезбедува од кредит, а што е најважно, бидејќи се работи за профитабилни проекти, тие самите се исплатува. Тука се работи значи за финансиска структура која самата се исплатува од профитот, од приходите. И на крај останува и останува добивка, односно профит. Додека ако дадеме на приватни инвеститори, ние апсолутно ништо не добиваме. Велите дека нема ништо од ветерниот парк, за Чебрен долги години се зборува, за Вардарска долина има различни мислења. Дали треба да се гради или не? Не велам дека е се завршено со ветропаркот, бидејќи МЕПСО дал дозволи за 1500 мегавати инсталирана моќност во ветропаркови. Значи, овој на Алказар Енерджи е за 400 и нешто мегавати, но има уште 1100 кои се во постапка.
Ако тоа се случи, ако сите тие локации, најдобрите, најоветрените локации се дадат на странски приватни инвеститори, тош Македонија како држава нема да има простор каде да гради своји ветропаркови. Што е ужасно, што е практично злосторство према сопствениот народ. Сега, ако правиме споредба помеѓу Чебрен и Вардарска долина, реков дека Вардарска долина е проектот кој што нас ни треба. Бидејќи тоа има многу поголемо производство, при многу релативно помали трошоци по мегават инсталирана моќност, се исплатува побрзо, дури и ако се земат предвид трошоците за изместување, релокација на 79 км железнички колосек од сегашната Вардарска долина. Сум ги правил сите пресметки на исплатливост. Како најважен показател е внатрешната стапка на принос. Сметате дека изградбата на брзата пруга е погрешна инвестиција? Апсолутно, тоа е промашена инвестиција, губитна инвестиција, која ќе ни донесе нас 3,5 милиарди евра загуби. Значи, не само ние 2 милиарди евра главница, туку уште 1,5 милиарди евра камати, кои што ние не можеме ги вратиме. Дури и железница да остварува 100 милиони евра годишно приход, како што ни убедуваат од владата, а за тоа би им требал промет од 5 милиони тони, а моментално ние имаме 0,85 милиони тони на нашите пруги и длабока загуба. Значи, дури да имаме 100 милиони евра годишно приход, со најдомаќинско работење, ние не би можеле, односно МЖ инфраструктура, не би можела да постигне повеќе од 2 милиони евра годишно добивка пред оданочување, амортизација, односно толку би останувал за отплата на ануитетите за кредитот. А ануитетот за тој кредит од 200 милиони би изнесувал за тој кредит од 2 милиарди евра би изнесувал 200 милиони, поточно 199 милиони евра годишно. Како ќе отплатуваме ние со 2 милиони 200 милиони? Значи ќе мораме да се задолжуваме како држава кај странските комерцијални банки за да го рефинансираме тој долг и тоа до недоглед. За разлика од електроцентралите, тој проект не може да се исплати сами и таму треба да бидеме ние загрижени. Професор Трајковски, веројатно преокупирани со новите проекти, како да заборавивме на рек Битола. Треба или во какви услови да се размислува за постепено гаснење и колку би чинило гасификацијата во рек наспроти јаглеродот и нафтата? Ние веќе немаме избор. Претходната влада потпиша во 2021 година дека етапно ќе ги гасне сите блокови на рек Битола, првиот во 2026, а последниот во 2030 година. Осломи требаше да биде угаснат уште во 2024 година, а гледаме дека се уште работи. Меѓутоа, настрана од тие политички одлуки, јаглен едноставно повеќе нема во рудниците во Суводол и во Брод Гнеотино. Додека отворањето на нов коп во Живојно е неисплатливо. Тоа би било финансиско самоубиство. Бидејќи односот јаловина спрема јаглен е околу 9:1. И сега, ако сметаме ние со цена на ископување, најдомаќинска цена од 11 евра по тон јаловина и 24 евра по тон јаглен, со тој сооднос 9:1, нас би не коштал 1 тон јаглен околу 100 евра неговото ископување. Земајќи предвид дека за 1 мегават час електрична енергија е потребно околу 1,7 тони ваков нискокалоричен јаглен, и додавајќи некои 20 евра по мегават сат оперативни трошоци, најмалку 215 евра по мегават сат би коштала цената на таа електрична енергија со јаглен од Живојно. Двојно повеќе отколку на Берза. Зошто оди процесот на гасификација бавно? Па не сакаат, очигледно. Затоа што ако сакале, од 2021, кога се знаеше дека е истечено времето на рек Битола, имавме доволно време да преминеме на газ. Гасоводот од Грција се гради за околу, може да се изгради за 1,5 година. Имаме еден крак од Бугарија. Тој самиот крак обезбедува доволно дури за таа гасна централа во Неготино, доколку не се користи тој газ за ништо друго, да речеме за индустрија или за загревање. Значи, сосем изводливо со постоечкиот капацитет на гасоводите. Дали рек Битола се користи за испомпување на црни пари? Не можам да кажам со сигурност, меѓутоа ако дозволите да ја довршам приказната за гасификацијата. Тука многумина грешно и сосема наивно предпоставуваат дека ќе го донесат гасот во рек Битола и дека ќе го согоруваат во котлите за лигнит. Тоа не може така. Туку мора исклучиво од аспект на ефикасност, на степен на корисно дејство, гасот прво да согори во гасни турбини,
Па отпадната топлина на температура од околу 700 степени, потоа се води во постоечкиот котел за производство на водена парја и работа на парните турбини. На тој начин, сегашната турбина и генератор на РЕК Битола би работел потполно бесплатно, само со отпадната топлина од гасните централи. И на тој начин, ефикасноста на гасниот циклус ќе биде подобрена за половина. Значи, ако гасната централа има ефикасност од околу 35 до 40%, комбинираниот гасно-парен циклус би имал ефикасност меѓу 50 и 60%. Тоа е огромна заштета. Значи, за истата топлина имате многу повеќе топлина. Ако го изгорите гасот само во обична гасна турбина, на половина од тоа добивате. Значи, тоа е нестручен начин. Не доаѓа предвид гасот да се горува во котел, како што некои наивно мислат. И сега ние предложивме нашето неформално здружение на инженери најпрво да се гасифицира термоелектраната во Неготино. Бидејќи таа не работи, незиниот застој за адаптација нема да чини ништо, во смисла на изгубена добивка. Гасоводот проаѓа многу близко, на само 7 км до термоелектраната, значи многу брзо ќе се направи и тој гасовод од 7 км. Ако таму ние купиме две половни гасни централи од по 180 мегавати, тие се во состојба да ја напојуваат со топлина парната секција на термоелектраната Неготино од 200 мегавати и на тој начин ние би добиле 540 мегавати електрична енергија. Повеќе од колку што сега РЕК Битола произведува. Професор Трајковски, речиси секојдневно постирате ваши анализи, коментари и критики насочени особено во делот на теми поврзани со енергетиката и така натаму. Дали се соочувате можеби со притисоци? Не, ни најмалку. Не само јас, туку и моите колеги, можеби сте забележале, ние се служиме исклучиво со изнесување на факти, затоа ние задржавме една човечка коректност кон властите, а исто така и од властите кон нас. Ние ги третираме со почит и следствено и тие нас со почит. Тие сваќаат дека ние не ги критикуваме заради критикување. Ниту бараме нивни оставки, ниту пак ние се бориме за доаѓање на власт. Единствен интерес имаме Македонија да го одбере најдоброто, најпрофитабилното, најкорисното решение. Се земаат ли во предвид вашите лични, па и на Сдруженијето ставови, размислувања, сугестии во однос на овие политики? За жал не. И она што особено ме загрижува, што власта најавува дека брзата пруга ќе гради во паралелно до сегашниот колосек низ Вардарската долина. Значи, тие планираат едниот колосек да го реконструираат и паралелно до него да направат уште еден. Меѓутоа, ако тоа го направат, Вардарска долина би била упропастена за сите времена и ние би се лишиле од еден многу важен електроенергетски проект кој што би ни носел 309 гигават часа годишна енергија и профит во државниот буџет за сметка на нешто што нема да ни носи профит, а ќе ни носи само 3,5 милиарди евра загуби. Таа грешка не сме се дозволи. Наводно сега некоја италијанска компанија правела физибилити студијата. Доколку и се предочат овие фактите дека Вардарска долина е заштитено подрачје, значи се работи за национален објект од А категорија, каде што ништо не сме да се гради. И самите италијани не би смеле да дадат позитивна физибилити студија. Меѓутоа, ако се скрие тој факт, или пак ако им се каже на консултантската фирма тоа да го игнорираат, тогаш ќе биде направена една непроценлива, ненадоместива штета. Затоа би сакал и во името на неродените генерации да ги замолам да не го прават тоа. Никако да не градат пруга во сегашниот тек на Вардарската долина. Тука мора да се изгради Вардарска долина со 12 хидроцентрали, бидејќи со тоа многу ќе ни се намали потребата од увоз. Дури и потребите за складирање на електрична енергија. Бидејќи, како што кажав, фотонапонските и ветерните паркови, тие произведуваат струја кога има сонце или кога има ветер. Сега, кога нема ветер или сонце, има потреба од складирање со реверзибилни хидроцентрали. Но и таа потреба може да се намали ако имате вие голем капацитет во хидроенергија. Значи, во тие моменти кога нема сонце и ветер, ние можеме да користиме, да произведуваме струја од хидроцентралите, од Вардарска долина и останатите хидроцентрали. И како последно решение, ако нема доволно ни вода, мора да се
изградат реверзибилни хидроцентрали за складирање на енергијата. И тука често нашите власти погрешно ги разбираат работите. Тие ни кажуваат дека тоа ќе го решеле наводно со батерии. Тоа е крајно нестручно решение. Не го велам јас тоа. Националниот универзитет на Австралија тоа го вели, значи 95% од капацитетите за складирање во мегавати помоќно се реверзибилни хидроцентрали, а 99% од капацитетот во гигават часови на енергија е во реверзибилни хидроцентрали. Батериите имаат свој удел, околу 5 до 10%, заради брз старт и заради задоволување на пиковите, врвоите на потрошувачката. И тоа тие самите не се наменети за складирање на енергија. Тие се, значи, само дел од тој хибриден систем, а никако самостоен систем. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата. Ми беше задоволство. Имаме финансирање на научни проекти минатата година, после пауза од можеби 15 години и повеќе, што ќе речи имаме историски благопријатни услови. Од една страна дава подстрек за научно истражување, за работа во науката, но она што го рековте, привлекува и луѓе кои не доаѓаат во науката и образованијата од желбата за наука. Науката е љубов, не може вие да се занимавате со наука заради пари, никаде нема така да се занимаваат.